Зошто теретаните заработуваат од луѓе што не тренираат? Ако некогаш сте се запишале во теретана, после 2 недели ве снемало, ова видео е за вас. Затоа што можеби мислите дека проблемот е мотивацијата или дисциплината, или тоа што немате време. Ама реалноста е многу поинтересна. Теретаните буквално заработуваат од луѓе што не одат. Да, најдобриот клиент за една теретана не е човекот што тренира секој ден, туку човекот што плаќа и не се појавува. И колку и да звучи како теорија на заговор, целиот систем е дизајниран околу тоа. Од распоредот на справите, до годишните членарини, па дури и музиката што ја слушате, додека тренирате. Во ова видео ќе видиме како теретаните прават пари, кои психолошки трикови ги користат и зошто дури и дисциплинирани луѓе се откажуваат од тренинг. И не е затоа што се мрзливи. А додека вие размислувате дали од понеделник да почнете да одите на теретана, не заборавајте subscribe, like и share на моето видео за алгоритмот да почне да ме препознава и да го покажува ова видео на повеќе луѓе. А сега да продолжим. Јануари, најпрофитабилниот месец. Постои една поговорка. Ден година храни. Кај теретаните тоа е јануари година храни. Секоја година, после нова година, милиони луѓе си ветуваат. Оваа година стварно ќе се сменам. Ќе ослабам, ќе почнам да тренирам, ќе станам подобра верзија од себе и баш затоа јануари е златен месец за фитнес индустријата. Тогаш теретаните се преполни, сите се мотивирани, сите имаат нов план, нови патики, нова опрема, нова дисциплина. Ама после доаѓа февруари. И како со прекинувач, се почнува да се празни. Редовните вежбачи го знаат ова многу добро. Февруари е период кога конечно можат нормално да тренираат без гужва. Ама тука доаѓа на интересниот дел. Луѓето што престанале да доаѓаат, многу често продолжуваат да плаќаат членари. И токму тука лежи целиот бизнис модел. Идеалниот клиент. Постои термин во фитнес индустријата. Се однесува на луѓе што плаќаат членарина, ама речиси никогаш не доаѓаат. И токму тие се идеалните клиенти. Размислете. Тој човек не ги троши справите, не прави гужва, не бара помош од персонал, не користи ресурси, ама секој месец носи пари, членарина, совршен клиент. Затоа многу теретани продаваат повеќе членарини отколку што реално имаат капацитет. Да се појават сите истовремено, теретаната буквално не би можела да ги собере. Ама тие знаат дека тоа нема да се случи. Затоа што огромен процент луѓе се откажуваат. И тоа не е случајност. Сигурно сте забележале дека скоро секоја теретана има ефтин пакет, среден пакет и премиум пакет. Ова не е случајно. Ефтиниот пакет најчесто служи како мамка. Има некое ограничување. Само одредени часови, само работни денови, нема групни тренинзи, нема пристап до сите зони и до сите справи. Па мозокот автоматски почнува да размислува. Па кога веќе плаќам, подобро да го земам средниот план. И многу често луѓето завршуваат со годишна членарина, затоа што изгледа поисплатливо. Ама реалноста е дека животот не функционира толку совршено. Ке се разболите, ке патувате, ке немате време, ке се изморите, ке ви падне мотивацијата. И после неколку месеци, членарината продолжува да се плаќа, а вие веќе не одите. Зошто е тешко да се отпишеш? И тука работите остануваат уште поинтересни. Некои теретани намерно го прават откажувањето комплицирано. Не можеш онлайн, мора лично, мора барање, мора до одреден датум, мора да чекаш потврда и додека се обидуваш да се отпишеш, одеднаш добиваш специјална понуда. Попуст, пауза за членарина, понизок пакет. Ова во маркетингот се нарекува retention strategy. Целта е да не си заминеш. Секако, не секоја теретана работи вака, ама доволно многу работат. И затоа секогаш читајте што потпишувате кога плаќате за членарина. Теретаната е дизајнирана да влијае на тебе. Следниот пат кога ќе влезете во теретаната, погледнете околу себе. Ништо не е случајно. Кардиосправите најчесто се блиску до излогот. Зошто?
За луѓето од надвор да гледаат активност, да изгледаат дека сите тренираат, да создаде чувство и јас треба да сум таму. Огледалата не се само за суета. Тие прават повеќе да се наблюдуваме, подолго остануваме, повеќе се фокусираме на изгледот. Осветлувањето. И тоа е намер. Некои светла прават мускулите да изгледаат поизразени. И затоа, скоро секоја теретана има едно магично место каде што сите прават селфи. Добро светло, добар агол, лого во позадина. Бесплатен маркетинг. Музиката не е случајна. Дури и музиката има цел. Брза музика, повеќе енергија. Побавна музика, чувство на премиум атмосфера. Во групни тренинзи, најтешкиот дел често оди со најсилниот бит. Тоа дополнително ве турка да продолжите. Ама интересно е што некои истражувања покажуваат дека луѓето понекогаш имаат добар фокус кога тренираат без слушалки. Кога навистина го чувствуваат движењето. Кога мозокот е поврзан со телото. Како ти продаваат уште работи. Откако ќе се зачлениш, почнува вториот дел од бизнисот. Upsell. Односно. Како да ти продадат уште нешто? Најчесто почнуваат со бесплатна анализа, мерење, проценка, совет. И звучи корисно. Ама многу често тоа е вовед во персонален тренер, пакет тренинзи, суплименти, програми за исхрана. И токму тогаш луѓето се најранливи. На почетокот, кога не знаат што прават, кога се несигурни, кога се чувствуваат изгубено. Тогаш најлесно прифаќаат помош. Зошто луѓето се откажуваат? И сега доаѓаме до најважниот дел. Зошто скоро сите се откажуваат? И не е затоа што се мрзливи. Проблемот е во начинот на кој функционира мозокот. Мозокот сака брза награда, удобност и минимален напор. А фитнесот е спортивното. Резултатите не доаѓаат веднаш. Првите месеци се најтешки, особено помеѓу 3-тиот и 6-тиот месец. Тогаш почетната мотивација исчезнува. Навиките се уште не се изградени, а резултатите не се доволно видливи. И токму тогаш повеќето луѓе се откажуваат. Социјалните мрежи создаваат чувство дека сите се дисциплинирани. Повеќето луѓе размислуваат вака. Ако не можам совршено, нема поента. Ако пропуштам еден ден, готово. И тоа е најопасниот начин на размислување. Затоа што реалниот живот не е совршен. Ке има лоши денови, ке има замор, ке имаш работа, ке имаш стрес, патување, болест. И тоа е нормално. 30 минути тренинг се подобри од никаков тренинг. Лесен тренинг е подобар од нула. Прошетката е подобра од лежење дома. Проблемот е што социјалните мрежи создаваат чувство дека сите се дисциплинирани 24/7, а реалноста е сосема друга. На крај, имаме два системи што работат заедно. Фитнес индустријата е дизајнирана да заработува и кога не одиш, а мозокот е дизајниран да бара удобност и брза награда. И затоа толку многу луѓе се откажуваат, ама тоа не значи дека сме осудени, само значи дека треба да играме попаметно. Помалку перфекционизам, повеќе конзистентност. Помалку од понеделник нов живот, повеќе мали чекори што реално може да ги одржиш. Затоа што целта не е да бидеш совршен. Целта е да бидеш поздрав и да не се откажуваш од себе после првиот лош ден. Ако ова ви беше интересно видео, поддржете ме со еден лайк, subscribe и share на видеото. Тоа многу ми помага на алгоритмот и на каналот и пишете ми во коментар која е најголемата причина заради која вие сте се откажале од теретана. Мотивација, време или едноставно ви издосадило. Фала ви за гледањето и се гледаме во следното видео. И не заборавајте subscribe, like и share.